Сега ќе ве повикам да отвориме во книгата на Исус Навин, 5 глава. Пред да продолжиме со разорувањето на Ерихон, односно ерихонските ѕидини. Мијатата сабота зборував за Ахановиот греф и повеќе на темата за проклетството и што тоа значи, бидејќи проклетството е нешто што денешните генерации не го разбираме како што треба. Сме загубиле свеста за тоа. А денес би сакал да зборувам за радосната вест како Господ може и знае секое проклетство да го претвори во благослов. Мијатата сабота прашав дали сте биле проклети, дали сте доживеале проклетство во вашиот живот. Дали може да препознаете такви моменти во вашиот живот. А сега би ве прашал исто така за размислување за себе си. Дали сте доживеале проклетство кое што потоа Господ го претворил во благослов? Дали имало такви моменти во вашиот живот? Се разбира, за да препознаеме такви работи, треба да знаеме и што е проклетство. Па дали сме го доживеале, а да знаеме и што е благослов. Видите, неверникот не знае ниту што е проклетство, ниту што е благослов. Затоа неверниците велат среќа, и си имал среќа. Или ти посакувам среќа. Дури не знаат од каде потекнува зборот среќа. Среќа или срешта значи средба. А средба, значи тоа е исто стар христијански поим. Можеш да бидеш среќен ако си сретнал некого. Се мисли ако си го сретнал Господ. Ако те видел Господ, како што постојат некои други такви изреки. Ако си го запознал Господа. Но во други јазици среќата е подразбират како чиста случајност. Значи, било среќа, било несреќа, тоа се случајности. Значи, животот на неверниците е како на мајмуните, како на животинското царство. Се што се случува е случајности. Но тоа не е така. Господ ветил еден силен благослов и дури и за самата долина Ахорска, каде што беше каменуван Ахан и целото негово семејство заради неговиот греф. Тој благослов се наоѓа на две места. Прво во книгата на пророкот Исаија, 65 глава, во 10 стих, во едно од месијанските пророштва и пророштвата за новата земја, пророштвата за месијанското царство, со други зборови, Господ меѓу другото рекол, значи Исаија 65 глава, 10 стих, дека долината Саронска или Шарон на еврејски ќе стане пасиште за овците, а Ахорската низина или долината Ахорска почивалиште на говедата на мојот народ кој ме бара мене. Значи, тука надвор од Исус Навин, тука се споменува долината Ахорска, а таа го добила своето име заради гревот и проклетството на Ахан. А многу поинтересно е пророштвото на пророкот Осија во 2 глава од неговата книга. Книга на пророкот Осија, 2 глава
во 14 и 15 стих, да не читаме подолги текстови, за контекст, зборувајќи за својот народ, кој што фигуративно го представувал како блудница, Господ вели 14 стих, еве, затоа ќе ја привлечам, значи ќе ја привлечам блудницата, мисли мојот народ. Ќе ја одведам во пустината и ќе му проговорам на нејзиното срце. И таму ќе ги вратам нејзините лозија и од Ахорската долина ќе направам врата на надеж. Многу интересно. Што беше Ахорската долина? Местото каде што беше каменуван Ахан и целото негово семејство заради неговиот грев. Зошто Господ тука ја споменува Ахорската долина како врата на надеж? Господ тука најавува дека тој може секое проклетство да го претвори во благослов. Рековме, целото семејство на Ахан беше погубено со камење, замислете, и деца, и синови, и жена, и керки, иако тие не беа ни криви ни должни, така? Зошто? Бидејќи проклетството падна, Ахан го фрлил проклетството врз сето негово семејство. Како што евреите пред 2000 години го фрлија проклетството тие самите врз себе и врз сите своји потомци до ден денес. Но Господ ветил дека проклетството ќе го претвори во благослов. Јас не сум сигурен, но сакам да верувам дека Господ ќе го спаси ова семејство. Не сум сигурен за самиот Ахан, но за неговите жена и деца. Дури е можно веќе да се меѓу воскреснатите во Христово време и однесени горе во Божиото царство. Тоа не е нешто сигурно, не можам да бидам сигурен, но сакам да верувам дека Христовата крв е мокна да го обрати и секое минато проклетство во благослов, особено ако се работи за лица кои што не биле виновни за тоа, туку пострадале заради гревот на своите ближни, своите родители, своите предци и така натаму. Сега се враќаме во Исус Навин. Самото разорување на Ерихон е во 5 глава, во 6 глава се извинувам, но многу е битно да се подсетиме што има во 5 глава пред тоа, пред да започне кампањата, пред да започне процедурата за освојување на Ерихон. Кога зборував за проклетството минатата сабота, при подоцнежното освојување на помалото градче Гаи, каде што Исус Навин и сите израелци го поценија противникот, споменавме дека, како што вели и духот на пророштвото, за таа непромислена одлука, како и подоцна која ќе склучи непотребен сојуз со гаваонците, непромислено Исус Навин не се посоветувал со Господа. Значи, каде била грешката? Реков, кога го подценуваш противникот, нешто што и светот го знае, кога го подценуваш противникот, се опушташ и правиш грешка. Пак послабиот противник пак си останува послаб. Но ти може да загубиш од него затоа што ти си се опуштил и кога ти се опушташ премногу, правиш грешка. Не дека послабиот противник станал посилен. Од друга страна,
кога се соочуваш со надмоќен противник, и ако Господ тебе ти даде, како Давид против Голијат, благослов да победиш, не значи дека ти си станал посилен од надмокниот противник, туку Господ бил со тебе. Господ и Господовиот благослов бил со тебе. Во животот на Исус Навин, кога не се советувале со Господа и донесувале човечка брзоплета одлука, правеле грешка. А кога постигнувале успех? Тогаш кога пред самата битка, прво имале средба со Господа. И во 5 глава, што читаме? Каква средба имал Исус Навин во 5 глава? Падот на Ерихон е во 6. Но што имаме во 5 глава? Во 5 глава, само да нафрлам на брзина, значи, освен Исус Навин и Халев, од првата генерација израелци што излегле од Египет, не бил жив никој друг. Целиот народ што влегува во ветената земја сега, во ова време, се израелци што биле родени во пустината. Така? Или така наречената втора генерација. И тие биле необрезани, машките од нив. Прво требало да бидат обрежани. Значи, требало да се исполнат сите детали на Господовиот завет, за да може да ја прослават Пасхата, првата Пасха во ветената земја, и тоа и го направија. И во 5 глава исто така се зборува дека тогаш, кога ја прославиле првата Пасха, после колективното обрезување, во 5 глава 11 стих вели, а утредента по Пасхата, поправо во тој ден јадеа од родот на онаа земја бесквасни лебови и пржени зрна. Значи, прв пат јаделе тука, пред Ерихон, прв пат јаделе од плодовите на ветената земја. До тога што јаделе? Маната, секој ден. И 12 стих вели, и маната прекрати, тогаш прекратила маната, штом почнаа да ги јадат плодовите на земјата. Но, што се случува малку подоцна? Читаме од 13 стих сега, во 5 глава. Кога Исус му се приближи на градот Ерихон, ги подигна очите и прво вели здогледа што? Човек. Но бил човек овој? Здогледал вонземјанин. На денешен јазик. Што здогледал? Библијата вели човек, затоа што некој изгледал како човек. Здогледа човек како стои пред него со извлечен меч во раката. Исус му пристапи и го праша. Сега, кој си ти? Дали си ти со нас или со нашите непријатели? Поточно, чив си ти? Значи, не предпоставил веднаш, овој не е од нас, значи е од непријателите, од ерихонците, можеби. Не предпоставил веднаш така брзоплето. Така брзоплето постапил Јаков. Дали Господ имал намера да се бори со Јаков? Не. Но зошто се случила борбата во слободен стил? Борење во слободен стил. Затоа што Јаков, прво што предпоставил
таа ноќ е дека дошол непријател, дошол некој од брат му, од Исавовците, и Јаков прв го напаѓа и почнува борба. И се борат цела ноќ. Зошто? Затоа што противникот не е заинтересиран да го убие Јакова, ама во страф и паника и на Јакова тоа не му текнува. И за да му текне, требало Господ дори да му го повреди колкот, малку да почне да се разденува и Јаков да сваќа дека ова не е непријател. Поточно да свати со кого имал работа цела ноќ. Видите, често пати грешиме затоа што ќе се најдеме во паника или брзоплетост, не мора да е паника, понекогаш брзоплето носиме одлуки врз база на погрешна предпоставка. Само затоа што брзоплето постапуваме. Не сме одвоиле време за молитва, не сме се подготвиле доволно и затоа погрешно ја цениме ситуацијата, брзоплето и носиме погрешни одлуки. Исус овдека постапил исправно. Тој не донел брзоплета одлука. Видел непознат војник со извлечен меч, значи све сугерирало дека е некој непријател, веќе му бил извлечен мечот, а не е наш, не го познавам, не е од нашата војска, не е од нашиот народ. Но се разбира сега и израелците биле многу илјадни војници, па не можел баш секого да познава. Сепак прашал, не испаничил и не го нападнал веднаш под предпоставка дека е непријател. Туку прашал, кој си, чив си, дали си со нас или со нашите непријатели. А тој одговори не. Јас сум водач на Господовата војска. И туку што дојдов. Од каде дошол? Од Вселената. Како ги сватил Исус навин овие зборови? Тогаш Исус падна ничкум. Знаете што значи ова ничкум? Ова не е вака. Не е вака. Не. Со лице до земја, како муслиманите. Што значи тоа? Што сватил Исус? Кој е овој? Овој е некој ангел Господов? Не. Кога апостол Јован му се поклони на ангелот од откровението, овој како реагираше? Не, немој стани. Јас сум слуга. И јас сум војник. И јас сум во служба. И јас сум слуга како и ти и браќата твои пророците. Само на Бога поклони му се. Дали овој вонземјанин така го коригирал Навиновиот син, зашто му се поклонил ничкум? Не. Овој таинствен посетител не го коригира Исуса зашто се поклонил ничкум, туку згора на тоа што му вели. Значи Исус се поклони ничкум и рече: што му заповедаш Господару на својот слуга. Значи, Исус навин за кого го признал овој таинствен посетител? За кого го есапел дека е? Самиот Господ, лично. Што му заповедаш Господару на својот слуга? Какви величенствени зборови. И дали овој рекол како ангелот од откровението: не, ја не сум Господ, стани. Дали така реагира? Не, туку уште што му вели одозгора. А предводникот на Господовото воинство му одговори на Исуса:
собуј ги обувките од своите нозе, зашто е свето местото на кое што стоиш. И Исус направи така. На што ве подсеќа ова? Кој му го рекол на Мојсей истото? Тој што и така му се представил пото. Како му се представил оној што на Мојсеја му ги кажал тие зборови? Значи, ова е истиот. Ова е никој друг туку Божиот син, само пред да биде човек. И 6 глава започна со зборовите, а Ерихон стоеше силно утврден, значи беше многу утврден град. Човечки не беше лесно да се освои Ерихон со тогашна технологија. Ерихон беше силно утврден и затворен пред израелевите синови. Никој не излегуваше, ниту пак влегуваше во градот. А знаете зошто? Од страв. Ако читате, ние нешто споменавме и кога зборувавме за Рава, пред 2 саботи, ако читате почетокот на 5 глава, во почетокот на 5 глава, откако чуја сите аморејски цареви на западната страна на Јордан и сите ханански цареви кои беа покрај морето, дека Господ го пресуши Јордан пред израелците додека не помина, значи, откако овие пагански цареви го слушнале сето тоа, вели им застана срцето. Докторе, не знам дали буквално, ама веројатно фигуративно. И не остана дух во нив пред израелците. Голем и силен страв. Се враќаме на 6 глава, 2 стих. Тогаш Господ му рече на Исуса: еве, ти ги предавам во рацете Ерихон и неговиот цар со војниците. Ова го наоѓате на многу места во Стариот Завет. Господ однапред, пред да почне битката, Господ објавува однапред дека ти дава победа. И па како ќе реагираш во такви услови? Како ќе реагираш? Замисли вака, се спремаш за испит. Леле, утре испит ме чека. Тешки задачи по математика. Со голем, како да речем, со голема трема, со непријатност, како се приближува испитот, денот, часот. А сега Господа ти рече: уживај. Како да веќе си положил, да. Не само положил, току уживај, све ќе помине онака глатко, што велат србите. Све ќе биде во најдобар ред. Во 3 стих продолжува и вели што треба израелците сега да направат. Значи, израелците не се публика. Ние во нашиот живот не сме публика. Сите ние учествуваме во големата борба. Точно или не точно? Ние не сме публика. Се ирџии. Ние сите секој ден учествуваме во големата борба. Нешто треба да направиме за да победиме. Тоа што треба да го правиме за да победиме е доказ дека имаме вера, ако ја имаме. Ако пропуштиме да го правиме тоа што треба да го правиме за да победиме,
тоа што покажува? Маловерност. А маловерноста што значеше? Маловерноста е исто што и немање вера, само за разлика од отворените неверници, маловерник е наречен оној што нема вера, ама исповеда дека ја има. Тоа е разликата. Тоа беше разликата. Господ му нареди на израелскиот народ да го обиколува градот поеднаш на ден и така да направат 6 дена. Потоа вели 7 свештеници, избрани 7 свештеници, нека носат 7 труби од овновски рогови пред ковчегот и самото обиколување е со ковчегот. 6 стих читаме: земете го и ковчегот на заветот и 7 свештеници нека носат 7 труби од овновски рогови пред Господовиот ковчег. Потоа од 7 стих па натаму читаме: а на народот му рече: појдете и обиколете околу градот, а војниците нека одат пред Господовиот ковчег. И беше како што Исус му нареди на народот. Скокам некои работи. Во 10 стих: а Исус му имаше заповедано на народот, значи како што ќе го обиколуваат градот, не викајте, немојте да викајте, не правите галама, не викајте и не давајте глас од себе, и ниеден збор да не се чуе од вашата уста, додека јас не ви речам да викате. И тогаш нека екне воената викотница. Може да си го читате остатокот од главата дома. Јас би сакал да прочитам некои зборови од духот на пророштвото на оваа тема, од конкретно патриарси и пророци. Бидејќи има некои битни мисли што би сакал да ги посебно да ги истакнеме. Патриарси и пророци, 513 страна. Падот на Ерихон во таа глава. Елена Вајд вели: една од најголемите тврдини на земјата, големиот и богат град Ерихон, лежал непосредно пред нив на незначителна оддалеченост од нивниот логор во Галгал. На работ на една плодна рамнина, што обилувала со богатство на разни тропски плодови. Докторе, јадевте вакви? Разни тропски плодови. Видите, Ерихон уживал во богатство. И Ерихон од секогаш и во Христово време, секогаш подоцна во историјата бил привлечен град. Ирод Велики таму ја изградил својата летна резиденција. Со базени, со градини, со се и се што. Во еден од тие базени го удавил синот на својата сопруга, првосвештеникот Александар, мислам се викаше, Александар III. Ерихон имал тропска клима. Замислите, иако било далечен како Куманово од Скопје, само 30 на километри. Ерусалим има континентална клима, бидејќи е на надморска височина, а Ерихон е под нивото на морето. Ерихон е во депресија. Депресијата на мртвото море, на целата Јорданска долина. И значи, на колку мали растојанија, огромни разлики во клима.
продолжам да читам од Елена Вајд, кога луѓето живеат во богати места, како што бил Содом, исто така. Места каде што изобилува секаква храна, плодови, каде што има многу приходи. Што се случува со народот кој што ужива во изобилие, кој што има изобилие, кој што живее со висок стандард? Што се случува со таков народ? Таквиот народ збеснува, а здисува и се претвора во Содом и Гомор, како што се претвори целиот протестантски запад до наше време, а почна и православните геамити и грците. Стана првата содомска земја во наше време. Бивша православна, сега содомска земја. Срам да ви е. На грците им зборам. Елена Вајд вели во врска со Ерихон. Ерихон бил еден од центрите на идолопоклоничката служба. Посебно посветен на божицата на месечината Астарота или Аштарта. Познато ви е ова име? Божица на месечината. Тука било концентрирано се што било најодвратно и најизопачено во верата на хананците. Замислете. Може да се претпоставите што? Израелскиот народ, сеќавајќи се живо на страшните последици на својот неодамнешен греф со Ваал Фегор, во времето на Валаам, го посматрал овој незнабожечки град со одвратност и гроза. Замислете, Ерихон бил и ерихонците станале одвратни. Тогаш кога ја навршиле мерката на своето беззаконие, тогаш кога Господ ги проколнал, тогаш кога биле спремни за уништување. Дали денешната цивилизација веќе станала толку одвратна во Божји очи? Или се уште трае Божјата милост? Дали ако се уште не е преполнета чашата? Што вели Духот на пророкството? Кога ќе биде преполнета чашата на Соединетите Американски држави конкретно? Елена Вајд вели дека тоа ќе биде капак што ќе ја прелие чашата. Значи сега се уште не е, така? Имаше неделен закон минатата година? Имаше оваа година? Не. Значи се уште сме во времето на милоста. Ќе продолжи времето на милоста и после неделниот закон. Но не знаеме до кога. Сепак, ние со брзи чекори се приближуваме до ова дередже, кога ќе биде прелиена чашата на беззаконието и овој свет ќе биде подготвен за уништување. И дури тогаш ќе почне да се излева Божиот гнев, но откако ќе бидат запечатени остатокот, односно Божиите праведници. Значи, градот бил одвратен. Потоа Елена Вајд го опишува случај, средбата со Божиот син. Продолжувам понатаму, каде што таа вели во следниот пасус, прифаќајќи ја Божјата заповед, Исус навин ја приготвил Израеловата војска. Патриарси и пророци, 514 страница. Не смеел да биде превземен никаков напад. Че не смееле да го нападнат градот, кој што Јонака бил многу силно утврден. Едноставно требало само да кружат околу градот, носејќи го пред себе ковчегот на заветот
и трубејки со труби. Зошто? Зошто требало ова да го прават? Дали ова одговара на некаква воена стратегија, тактика? Постојат многу идеи, па една од идеите на кои што се досетиле некои луѓе е дека ерихонските ѕидови паднале затоа што кога трубеле израелците, со трубите се создала звучна резонанција и така се срушиле ѕидовите на Ерихон. Добра идеја. Не знам какви би биле тие труби за да произведат таква резонанција. Да продолжам со читање, уште малку, па ќе прекинеме и ќе продолжиме следната сабота. Начело оделе борците, превел тука професорот Тасевски, значи војниците читавме ние ке Константинов, војската, чета одбрани луѓе, не затоа за да победат со својата воена вештина и јунештво, туку со послушност кон упатствата добиени од Бога. Зад нив чекореле 7 свештеници со труби, потоа обкружен со сјаен ореол на Божја слава, на раците на свештениците облечени во одежди што ја означувале нивната света служба, е носен ковчегот на Божиот закон. И најпосле одеала Израеловата војска, секое племе под своето знаме. Секое племе имало свое знаме. Како ли изгледало тоа? Како ја опишал црквата Соломон во Песна над песните? Страшна како војска со знамиња. Вака изгледала поворката што го обиколувала осудениот град. Освен тупотот на силните чети и свечениот звук на трубите, кои од околните речиња се одгласувале низ ерихонските улици, не се слушал никаков друг глас. Така беше и заповедано, нели? Не викајте, не се дерете, молчете, само трубите. Кога обиколувањето околу градот било завршено, војската во тишина се вратила во своите шатори, а ковчегот на заветот бил однесен на своето место во шаторот за состанок. Замислете, секој ден по еднаш требало вака. И кога ќе заврши обиколувањето, што? Сите се враќаат во своите шатори и ковчегот се враќа во неговиот шатор. Кој? Во светилиштето. И ништо друго. Само тоа. Секој ден само тоа и ништо друго во првите 6 дена. Со чудење и со се поголем немир, стражарите на градот го посматрале секое движење на израелците, се мисли, и ги известувале своите старешини. Значи, сето ова што го правеле израелците долу, сето ова церемонија, овие одозгора ја посматрале и за тоа ги известувале своите воени старешини и самиот цар. Тие не го сватиле значењето на толку големото растурливо движење и парадирање. Но кога виделе како силните чети секој ден со светиот ковчег на заветот и со свештениците го обиколуваат градот, оваа таинствена сцена го исполнила срцето на народот и на свештениците, се мисли на паганите, на ерихонците, со страв. Повторно ги испитале своите силни тврдини и се увериле дека тие можат да му пркосат и на најсилниот напад. Значи, повторно, каде побарале неверниците
на што да се потпрат, на својата сила, своите силни дзидови, и на нив се надевале, на делата на своите раце. На нив и се надевале. Значи, нема место за страв, иако ги обзел страв, си се тешеле дека градот е неосвоив. Како што Титаник бил непотоплив. Така се фалеле неговите конструктори. Така. Значи, повторно ги испитале своите силни тврдини и се увериле дека може да му пркосат и на најсилниот напад. И после тоа настапило опуштање. Мнозина ја исмевале помислата дека со ова едноставно обиколување може нешто да им се наштети. Други пак ја губеле храброста, штом би ја виделе поворката како секој ден одново го обиколува нивниот град. Не била работата за смеење, затоа што тие си спомнале како некогаш Црвеното море се разделило пред овој народ и како неодамна им е направен пат низ Јордан. Не знаеле какво уште чудо Бог ќе стори за нив. Вака правеле израелците 6 дена пред да настапи 7-миот. Ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме следната сабота. Што се случува во 7-миот ден? Нека му е фала и слава. Амин.